Не е лесно да се зборува после гиш, ама јас ќе пробам. Дами и господа, во харизматичниот орбитал на ликовното творештво од средновековната епоха, византиската визуелна култура ја зазема најекзотичната позиција. Не поради деликатноста на уметничкиот израз или поради естетската димензија на нејзината креативна експресија. Таа плени со длабочината на богословската ерудиција преточена во слика, обзема со литургиската инспирација трансформирана во недвосмислено видливи стихови, зрачи со длабочината на неисцрпната авторска инвенција, восхитува со целеснообразно форматираните сликовити парадигми, гори во пламенот на колористички раскошната хроматика. Цел еден величествен универзум од возбудливи гледки и впечатливи визури во гигантскиот космос на визуелната експликација. Библиски стихови и религиозна поезија, богослужбени содржини и апокривни текстови, мелопоетски состави и тајнописна лирика, сите посветени на спасоносната приказна за избавувањето во мистичниот свет на очекувањето на бесмртноста. Безгрешниот зачеток, непорочната инкарнација, мудрите проповеди и неопходните искушенија, жртвената смрт и спектаклот на воскресението, како фундаментални елементи од сотериолошката димензија на верата, реферираат кон импресивен почеток и драматичен крај, земни логитуди и небесни изохипси, алфа и омега, живот, смрт и повторно живот, вечен, победоносен, бескрајен и бесмртен. На почетокот од целиот тој наратив исполнет со парадигми за ултимативниот спас, оној кој што го разбираат обичните смртници, стои една млада и обична девојка, избрана поради доблестите на невиност и скромност за една сосема необична мисија, која и покрај својата суштинска улога во Христовата инкарнација не добила соодветно внимание во Светата книга. Сепак била инспирација за нејзината глорификација од авторите на апокривните состави и доволен мотив за нејзина дивинизација на Ефескиот собор во 431 година, кој ја доделил официјалната титула на Богородица, Божјата мајка и девствениот извор на сиот последователен процес на избавувањето од земната минливост во прегратките на бесмртниот живот. При тоа апокривниот текст од протоевангелието на Јаков, со превод од оригиналниот грчки на неколку ориентални јазици, станал текстуален матрикс за илустрација на Богородичното детство и нејзината улога во инкарнацијата, потврдувајќи го нејзиното безгрешно зачнување со помалку или повеќе реалистични аргументи, додека хомилијата на Солунскиот митрополит Јован со сликовите експликација на тивката смрт на мајката Божја била прифатена како најсоодветно текстуално сиже за визуелна илуминација на нејзиното успение. Сцена која ќе биде приклучена кон задолжителниот ликовен курикулум на христолошката програма, Богородичното успение ги краси ентериерите на сакралните зданија, го збогатува иконографскиот репертоар на иконописните творби, го надополнува раскошниот медиум на мозаичните изведби, станува дел од визуелната структура на камените релјефи и продира во деликатното колористичко ткиво на илуминираните ракописи. Сепак, композицијата на успението, со интегралната епизода на Богородичното вознесение, не била предмет на посериозни истражувачки предизвици, се до монографијата авторизирана од француската аристократка Ариан де Сен-Марк, еминентна историчарка на уметноста од византолошкиот колектив и долгодеценијски проучувач на средновековната ликовна култура во сите домени на нејзиното постоење. Со целосна поддршка од господја Анета Антова Пешева и во превод на Тихомир Јанчовски, добивме и македонско издание на овој монографски труд со 60 импресивни примероци, од кои 10 припаѓаат на нашето средновековно културно наследство. Илустрацијата на Богородичното успение од сликаниот аранжман на црквата Свети Ѓорги во Полошко од 1345 година, на корицата од книгата на авторката Сен-Марк, избрана како најрепрезентативна од сите 60 примероци во средновековната визуализација на оваа тема, секако не е случајна. Таа е единствен пример во чија композицијска структура Христос ја напушта својата божествена аура
за повторно да се очовечи и да ја бакне својата покојна мајка на смртниот одар. Уникатна слика за длабочината на тажните сентименти, кои и Богот го прават да чувствува како човек. Во раскошната хроматска аура на полошките мајстори, во чиј фреско ансамбл хуманиот аспект на религиозните доживувања ги надминува воздржаните емоции вообичаени за византиската ликовна практика, успението на Божјата мајка го трансформира традиционалниот иконографски концепт на представата во визија на длабоко и безкомпромисно доживување на конечниот крај. Темната непознаница за завршницата на земниот живот. Безкрајниот амбис на подземното царство, мистичната димензија на телесната смрт. Во акрибичната текстуална перспектива на авторката, сцената на успението со епизодата на Вознесението во аналитичкиот контекст на нејзината иконографска елаборација добива хронолошки диапазон соодветен на средновековната творечка продукција, почнувајќи од 7-миот се до 15-тиот век, комплексна и живописна панорама на ликовни изведби, реализирани во различни креативни медиуми со разновидни естетски конфигурации, сите посветени на една тема. Тивката смрт на онаа која заспа спокојно и нејзиното будење во прегратките на небесната хиерархија. Од наивната сликовитост на фреските во светите кападокиски пештерни за солништа, преку експресивната гестикулативност на константинополските стеатитни релјефи, низ гламурозниот опус на сицилијанските мозаични спектакли, до непосредната изразност на живописот во Лесновскиот манастир, гледката на успението, придружена со настанот на Богородичиното Вознесение, низ еволутивната патека на иконографскиот развиток станува елемент од репрезентативните продукти на уметничките школи од пошироката медитеранска област. Фунерарната атмосфера на успението во втората црква Токали Килиса во Кападокија, ктиторирана од византиското империјално семејство, полнокрвниот замав на телесна мобилност на релјефот од Kunsthistorisches Museum во Виена, продуциран во некој од престолничките ателјеа, гламурозниот мизансцен на представата во Санта Марија де ла Мираљо во Палермо, нарачка на поморскиот генерал Георги од Антиохија, и кинетичката спонтаност на гледката во Лесново, донаторски аранжман на ултрамоќниот севастократор и дипломат Јован Оливер, на страниците од книгата на Мадам Сен-Марк оживуваат како пулсирашки отчукувања од креативниот крвоток на творештвото. Романички резонантниот визуелен асамблаж на успението во илуминираниот ракопис создаден за императорот Хенрих II од Бајерише штатсбиблиотек во Минхен, раскошниот визуелен вокабулар на сцената на импресивниот релјеф изведен во слонова коска од Museum of Fine Arts во Хјустон, орнаменталната вештина во проекцијата на ликовните елементи во композицијата на емајлираната епистола, нарачана од Дуждот Пиетро Зијани за катедралата на Свети Марко во Венеција, донесена од Цариград со крстоносните витези, и разгорената страст на изразот во величествената гледка од грандиозниот визуелен ораториум на сликарството во Свети Ѓорги во Старо Нагоричино, се само некои од примерите кои авторката ги селектирала од богатата колекција на представи посветени на Богородичината смрт и нејзиното небесно воскревање. Книгата 60 икони на мајката Божја успение, вознесение од 7 до 15 век, не е едноставен преглед на тематиката која се однесува на една сцена со еволутивен тек во средновековната епоха. Од раните времиња на средновековието, во периодот на подземни активности на христијанската заедница, во несигурното раздобје на верски искушенија, крвави реперкусии и сурови казни, низ периодот на официјална институционализација на религиозните инсталации, се до последните отчукувања на медијалната доба, маријанската иконографија е интегрален дел од програмскиот концепт на сакралните споменици, дела и артефакти. Нејзиното проучување бара познавање на текстуалните извори кои инспирирале визуелната експликација, продирање во теолошките коментари кои се однесуваат на Богородичината улога во Христовата инкарнација и значењето на нејзината задача во ултимативниот сотериологиум на човештвото. Разбирање на развојните модели за иконографска артикулација на мотивот, проучување на перцептивните образци за соодветно прикажување на тематските матрици, истражување на дистинкциите помеѓу стриктниот канонски и инспиративниот креативен начин на ликовна презентација, понирање во најсуптилните нивелети на инвенцијата која продуцира автентични остварувања во визуелниот израз, апликација на методолошки екзактен научен приод кон разоткривање на метафоричните референции од деликатниот калибар на ликовниот дискурс. Книгата на Аријан нема поглавја и подпоглавја.
Нема компликувана схема на читање. Не е структурирана според традиционалните параметри на кои сме навикнати во литературата од нашето подрачје. Не следи модели на стручна библиографија востановени во обзоријата на хуманистичките дисциплини. Не е конципирана по мерка на научните изданија од византологијата, ниту според монографските публикации од медиевистичката аналитика. Таа поседува свој собствени истражувачки принципи, градени врз основа на хронолошката магнитуда на создадените дела, која се протега низ целата средновековна епоха. При тоа, временската класификација е определена со прецизно дефинирани терминолошки рамки. Икони од периодот на 7 до 10 век. Време на конституција на визуелните матрици и создавање на најраните фреско-декорации во кападокиските пештерни светилишта. Представи од 10 и 11 век. Развој на престолничките уметнички традиции, продукција на високите константинополски релјефи во слонова коска, изведба на мозаичните ансамбли во манастирските центри на грчката територија, илуминацијата од скрипториумот на Монте Касино, експликативниот фреско аранжман на катедралата Света Софија во Охрид. Слики од 12 столетие. Во графицистичко-линеаристичкиот орнаментален болус на кипарските фрески и визуелните бравурози во изведбата на сицилијанските мозаични асамблажи. Во епските резонанци на готичката скулптура во француските катедрални зданија и деликатниот стилско-ликовен ракопис во иконописните дела од манастирот Света Катарина на Синојската висорамнина. Во експресивната моделација на формите во костурските сликани панорами и флуидната и безтежински отмена атмосфера на живописот во Курбино. Композиција од 13 век. Во монументалната величественост на фреско украсот во Богородичниот храм во Студеница. Во пластичната експресија на облиците и префинетиот волумен на светителските фигури во изведбата на живописот во манастирот Сопоќани. Во софистицираниот иконографски аранжман на мозаиците од Санта Марија ин Транстевере во Рим. Во револуционерниот исчекор на мајсторите во продукцијата на комплексни сценски решенија во сликарството на Охридската Богородица Перивлепта. Во наративната структура на сцените и живописниот спиритус на прикажаните гледки во црквата посветена на Свети Никола во средновековната населба Варош во Прилеп. Изведби од 14 и 15 столетие. Во одмерениот ритам на класицистичкиот идеал остварен на фреските во манастирот Жича. Во церемонијалната свеченост и гламурозниот протоколарен пулс на живописот во Старо Негоричино. Во раскошната илустративност на сликарството во манастирот во Грачаница. Во академскиот приод кон отворувањето на гледките во црквата посветена на Свети Никита во Бањани. Во бескрајно имагинативната сликовитост на представите во Свети Ѓорги во Полошко, во ненаметливата непосредност на фреско живописот во Лесновскиот манастир, во еруптивниот, страсен и драматично експлозивен темперамент на зографите, автори на сликаниот декор во манастирот на Кралот Марко во Сушица, во сочните длабочини на немирните колористички контрасти од сцените во Охридскиот храм на Светите Константин и Елена, во префинетите иконографски амплитуди на иконописното творештво од Третјаковската галерија во Москва. Хронолошката матрица не е единствениот методолошки принцип применет во истражувачката постапка на авторката Сен-Марк. Селективноста во изборот на представените примери на богородичното успение се должи на прецизниот увид во автентичниот приод кон анализата на конститутивните елементи кои варираат од едноставни, графички конструирани гледки од раниот средновековен период до комплексните полиморфни композициски решенија на палеологовската епоха. При тоа примероците изведени во фрескотехника, илуминирани во миниатурното сликарство, сложени во мозаичните представи, издлабени во скулптуралната површина на високите релјефи, се избрани од каталогот на најрепрезентативните остварувања на знајни и незнајни мајстори, зографи, илуминатори, мозаичари и вајари, репрезенти на врвното творештво, инспирирано од сонорните длабочини на верскиот пламен, креирано од неисцрпната инвенција на ликовниот израз и реализирано со благородната дарежливост на ктиторските приложници. Кралеви и благородници, моќници и емисари, црковни властелини и световни аристократи, државни владетели и воени господари. Земјопоседници и војводи ги вложиле своите продуцентски капацитети за да создадат визуелни приказни за еден настан тажен по својата природа, церемонијален по својата форма и впечатлив по својата намера.
Настан опишан во делата на еклесијастичките благородници, визуализиран од вештите иконографи и овоплотен во блескави панорами од талентираните мајстори во многобројни уметнички продукти од средновековието. Во ригорозната визибилност на романичките творби, во глорификантната експресија на готичките произведенија и во престижниот гламур на византискиот артизам, сцената на Богородичното успение зрачи со топлината на ликовниот израз, со енергијата на емоционалниот набој и со интензитетот на религиозните сентименти. Книгата 60 икони на Мајката Божја, успение вознесени од 7 до 15 век од авторката Ариан де Сен-Марк, е продукт на искусен научник, посветен на истражувањето од повеќе сфери на средновековното творештво, со фокус на религиозната тематика од христолошки карактер, која ги опфаќа разновидните медиуми на иконографската продукција и нејзините сложени и мощно често поливалентни семантички ориентири и значења. Како пионерско монографско издание за еден визуелно впечатлив, тематски возбудлив и спиритуално драматичен мотив, книгата посветена на Богородичното успение ги открива моделите низ кои перцептивниот систем на религиозни пораки им бил пренесуван на верниците и наблюдувачите преку иконографска приказна која со своите сликовити решенија требала да допре до нивните верски сентименти. Притоа авторката не навлегува во сложениот свет на стилско-ликовните аспирации на мајсторите зоографи и скулптори, не реферира кон естетските димензии на делата и не се задлабочува во сферата на декоративните аспекти на уметничките продукти. Она што таа го создава во својата содржина, една блескава текстуална панорама за суптилноста на религиозните идеи и нивната визуелна експликација, за инвенцијата на творците во нивните обиди да креираат впечатливи иконографски визури, за инспиративниот обол на репрезентативните остварувања во раскошниот космос на творештвото. Тоа прави книгата возбудлива во нејзиниот методолошки јасно фундиран систем на истражувачки пораки, филигрански деликатна во начинот на кој се развива живописниот јазик на течна експликација, а со пластичниот израз на непосредна нарација и достапна до пошироката читачка публика. Тоа е дело на долгодеценијски проучувач на културното наследство, докажан научник во сферата на уметничкото творештво, високо почитуван иследник на религиозната креација и вешт интерпретатор на истражувачките содржини. Нејзиниот систем на академски пораки не подлежи на ригорозните правила за колоквијален израз, често оптоварен со бесконечни факти и многобројни референции. Напротив, таа се служи со книжевен говор живописен и питом, разговорлив и спонтан, без непотребни дивергенции и стручна орнаментика. Сепак, како што во прологот кон книгата ќе истакне иконата на византолошките дисциплини и некогашната директорка на за нас скапоцените кај археоложик, Тања Велманс, парафразирам, доследна на својот високо вреднуван научнички профил, Ариан де Сен-Марк не се бави со ноторни истражувачки ориентири. Таа навлегува таму каде што претходните истражувачи не пристапиле. Според мене, не зашто не сакале, туку зашто не се осмелиле. Книгата 60 икони на Мајката Божја, успение вознесени од 7 до 15 век, е книга за секого. За истражувачите и за научниците. За читателите и за љубителите. За помладите да научат и за повозрастните да потврдат. За познавачите да уживаат и за незнајците да се запознаат. За верниците да споделат и за неверните да се приклучат. За сите кои веруваат и за оние кои што се сомневаат. За оние кои потврдуваат и за тие што се преиспитуваат. За да создадете ваква книга, треба да сте мадам Ариан де Сен-Марк. 60 години патешественик низ монументалната орбита на средновековното наследство, пожртвуван истражувач на најделикатните димензии на творештвото, неуморен трагач по нови научни искуства и решенија, безрезервен поклоник на уметничките достигнувања и романтичен влюбеник во Македонија. Благодарам. Би сакала да ви се заблагодарам на сите вас што дојдовте. Благодарност му должам на мојот млад колега и соработник Владимир Таневски за неговата техничка помош. На Гиш му благодарам за сето она што го кажа за тихо. I would like to express my appreciation. И
благодарност до госпоѓа Аријан, заедно со неа и Анета. And the cultural heritage of Macedonia. Македонија. Научивме многу нешта и убаво си поминувавме. Ви благодарам за оваа книга и за можноста да имаме македонска верзија. За да и нашата публика се запознае со вашето дело. Јас немам сестра, немам ни брат, но имам сестра од друга мајка и од друг татко. Тоа е нејзината екселенција госпоѓа Анета Антова Пешева, веројатно најубавата жена во Македонија. И може би ова е добра прилика да и се заблагодарам за се што направила за мене изминатите 60 години. Без нејзината финансиска, логистичка и секаква поддршка, оваа книга и овој настан немаше да бидат возможни. Од срце.